Поранешен руски законодавец и главен сведок во случај против претходниот председател на Украина Виктор Јануковиќ, Денис Вороненков, беше застрелан среде бел ден пред хотел во Киев. Веднаш по него неговиот телохранител го застрела напаѓачот, кој потоа беше пренесен во болница. По нападот пристигна реакција од председателот на Украина Петро Порошенко, кој истакна дека станува збор за руски државен тероризам, додека јавниот обвинител Јурий Лученко го нарече цинично убиство на еден од сведоците во случајот против Јануковиќ. Беше извршен атентат врз политички противник на Кремљ, кој сведочеше против нив и против поранешниот председател на Украина Виктор Јануковиќ, кој беше нивен слуга. Постојат две верзии: атентат на сведок и убиство поврзано со руските безбедносни служби. Од Москва ја демантираат својата вмешаност во инцидентот. Портпаролот на Кремљ Дмитрий Песков истакна дека обвиненијата се апсурдни, додека од руското министерство за надворешни изјавија дека очигледно некој ја прикрива вистината. Сите информации посочуваат кон нарачано убиство и представуваат дело со демонстративна цел. Режимот ќе направи се што е во нивна моќ да не дозволат никој да ја дознае вистината и што се случило на 23 март во Киев. Вороненков минатата година побегна во Украина со неговата сопруга и им помагаше на украинските власти да го изградат случајот против поранешниот украински председател Виктор Јануковиќ. Тој во неколку наврати изборуваше против руското анектирање на Крим во 2014 година, а по него беше распишана и потерница поради обвиненија за проневера на $5 милиони.